Киднавме од ланецот немирни песни, ќе се осмелиме да бидеме радикални, да ги кажеме нашите приказни, да се осмелиме да прашаме директни, интимни прашања, како да сме ужасно блиски, затоа што сме брза кучка, бега од ланецот, кажува, зборува, се осмелува во крајна линија, бесна, добра, безобразна девојка, брза кучка. Плимата ги подига сите бродови. Real good. Здраво, Ана. Оваа недела гостинка ни е Ана Ашталковска-Гајтановска, редовна професорка на Институтот за етнологија и антропологија. Повеќе за себе сама ќе ни раскаже, да не должиме многу, ќе почнам со моето вообичаено прашање со кое што го отворам подкастот е што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? На кој културолошки контекст му ти предходеше, како пораснал мојот соговорник, како се обтегнала жицата за да ја исфрли стрелата во лед, за да стигне онаму каде што е денес. Ова прашање е побитно ми е да го поставам денес, затоа што ме интересира кој контекст од кој контекст доаѓа млада жена од Охрид во антропологија и етнологија. Како се стигнало до тоа да стигнеш во оваа наука или дисциплина и конечно да останеш таму? Најдолг период од моето детство сакав да бидам ветеринар всушност. Ама таму некаде средна школа почна да ми се менуваат интересите. И свати дека луѓето се животни. Може и така да кажеме. Ама почна да ме сватив дека подобро ми одат општествените хуманистички дисциплини, некако се наоѓам повеќе таму. И во тој период, таа критична една возраст, тинејџерска, заедно со мојот карактер, исто така специфичен, кога се обидуваш да си го најдеш местото, кога се обидуваш да се разбереш себе си па и другите околу тебе, обично таквите луѓе завршуваа на психологија. Па и мене ми падна тоа на памет, дека сакам да студирам. Исто доаѓаше предвид социјална работа, тоа ми беше привлечно многу и ден денес ми е привлечно. Дека општа гимназија. А контекстот беше лудачки, тоа беше 90-тите години, транзиција, не лупна сите многу јако. Се, буквално се. А не знаев дека постои етнологија. И во моментот кога слушнав дека постои таков институт, веднаш решив дека тоа сакам да го студирам, зашто за разлика од овие другиве две варијанти кои ова ми беше некако по широко поле и тргнав со стереотипот за тоа што подразбира етнологија, дека ќе можам да учам за далечни, екзотични култури, па дека ќе патуваме вниз светот. Така, отприлика. Мислам дека ќе ми кажеш дека твојата представа за етнологија била ќе учам за македонските носи. Не, тоа ми беше непривлечно од секогаш. Особено начинот на кој што го учевме тогаш во тој период, тие некои аспекти од народната култура. И веднаш решив дека тоа сакам да го студирам, се запишав на етнологија и видов дека е реалноста наша сосем поинаква. Прво заради различните традиции на западната антропологија, ова што го кажав со стереотипот за тоа што значи да си антрополог е многу различно од колку она што се практикуваше кај нас. Особено заради тоа што дисциплината тогаш беше многу млада кај нас. Ни една деценија не постоеше како завод за етнологија во рамките на Институт за географија. И не плесна таа фино реалност во лице, но пак имаше многу други предности заради спецификите на нашата традиција на етнолошки истражувања, да кажеме, не нашата конкретно на Македонија, туку на овој простор во Европа, особено во југоисточна Европа и на Балканот.
екзотични, ако да кажеш дека некој екзотичен Во наводници, да, во моментов е проблематична квалификација. Меѓутоа може да се примети кога доаѓаат на студентски или студиски или работни посети од западот, не гледаат така како или мојот можда е некоја предрасуда, имам чувство дека така не перцепираат како некое интересно така. Не сакам да кажам племе, бидејќи меѓутоа во што е вообичаено разбирање на тоа што е едно екзотично племе, а меѓутоа тоа сето тоа е многу проблематично, значи секако затоа реков стереотипите за тоа што подразбираат овие истражувања и овие професии кај нас. Ситуацијата во Македонија е поспецифична. Традицијата на етнолошки истражувања постои и тоа постои од формирањето на државата, практично на републиката после Втора светска војна, кога се етаблираат овие институции. И траела многу кратко. Студиите по етнологија на Универзитетот Свети Кирил и Методи траеле само неколку години, па биле укинати и после постои вакуум еден голем од 30 и кусур години до формирањето на овој завод за етнологија во рамките на Институтот за географија, и ние практично учевме повеќе географија отколку што учевме она за што сме се запишале на факултет, и моравме за многу работи да се снаоѓаме сами, и морам да кажам со помош на поамбициозниот кадар на заводот тогаш за етнологија, и нашата генерација некако почна да ги полека многу полека, ама сепак да ги размрдува некако, да почнат да течат во поинаков правец тие истражувања отколку што било типично до тогаш. Но не само истражувањето, туку и начинот на кој што функционира самата катедра и со тоа самата наука. Од завод, иако по природниот тек на нештото би требало да биде на филозофија, етнологија и антропологија било некако одсек некој на географија, а потоа на природно-математичкиот факултет кај што е до ден денес. Тоа е една пак специфична традиција тука за нас, за овој наш регион. Останавме таму заради таа традиција. Кога се формирала, не знам дали ги знаеш истражувањата на Јован Цвиќ, антропогеографски истражувања, кога има се внатре, буквално се. И по таа традиција некако го сместиле, ја направиле таа врска да биде Институт за етнологија во рамките на Институт за географија. И до ден денес се чудат странци, особено кога ќе дојдат гости, како е можно да има една хуманистичка дисциплина на природно-математички факултет. И таа наша ситуација е многу специфична тука на Балканот. Дури ни околу нас нема такви. Но тоа е последица на нашата историја на дисциплината тука. Ние сме се уште многу млади, сме за разлика од соседите, например србите имаат студии по етнологија 100 и кусур години, кај нас е тоа. Меѓутоа и преку нив, Цвиќ го спомна, Вчков, така. Па има и наши локални собирачи на народни творби, кои што приметувам дека се новости интересни на денешните културни работници, книжевници. Во таа смисла, сакам да те прашам дека сепак, иако е прилично нова наука, етнологијата не е нова во Македонија. Можеби немала институција која што ќе ја вдоми, меѓутоа имало етнолози и антрополози пред тоа, кога антропологијата била млада, и патописци и Албер Карн со неговите фотографии фотографирала, значи има прилично
не знам дали е обемно, меѓутоа има обемни материјали кои што се во текот на кои одат во чекор со тогашната антропологија или етнологија од 19 век, па можеби уште порано. За тој период можеме да зборуваме етнологија. На Балканот, тука околу нас, во нашиот регион, таа спојка меѓу етнологија и антропологија се случи некаде околу 90-тите, 2000-тите години. До тогаш сите катедри беа катедри по етнологија, институти по етнологија. Таа промена се случи тогаш. Инаку да, кога зборуваме за историјата на дисциплината, ние тргнуваме, тоа кога го зборуваме и со студентите, тргнуваме од тие некои почетоци на преродбениците, Марко Цепенков, Миладиновци и така натаму, па после тој период до Втората светска војна на овие истражувачи од каде што веќе има воспоставено одредена традиција на вакви истражувања, бугарски истражувачи, не знам, српски истражувачи доаѓаат тука да истражуваат на територијата на Македонија и има податоци од тие периоди, но оваа дисциплина, пак ќе кажам, се етаблира тука после Втората светска војна и трае многу краток период. Пошто била укината катедрата. Да, била укината тогаш. Постојат различни тези зошто била укината. Една е дека заради одредени политички притисоци тогаш во тоа време на раниот социјализам, заради таа идеологија братство, единство, дека нема да ги фаворизираме тие националистички, етнички, специфични некои посебности на различните народи. И дека заради таа контрола овој институт бил укинат, но има една многу интересна спротивна ситуација од оваа, која што ни покажува дека овие изрази кои што се однесуваат на и се блиски до етничкиот идентитет, фолклористите, не знам, етнолозите во овој цел период, практично тие манифестираат една низ текстовите, тоа го работев последно и многу ми беше интересно, сите изданија на македонски фолклор, списанието на Институт за фолклор, кое што е најстаро списание од овој тип во Македонија, од 60 и некоја е првиот број, па до денес. И да разгледаме како се движат тие, кој е изразот практично на овие профили истражувачи. И ќе видиме дека во времето на социјализмот, во изразите на овие истражувачи, фолклористи, етнолози и така натаму, може да забележиме многу изразени етноцентрични ставови, па дури и националистички во одредени моменти, и дека тоа е практично многу типично за истражувачите од овие дисциплини, целиот тој период. Многу гласно, многу секако и тие приказни биле контролирани, нели, но дозволата да можат истражувачите на тој начин да се изразуваат била на наша страна, за разлика од, да речеме, србите и хрватите, каде што биле многу поконтролирани овие, зашто тие се сметат за големи национализми, овој нашиот и на другите помали републики во рамките на Југославија, не биле баш големи, нели биле во фаза на етаблирање, на создавање, и заради тоа тие стеги биле попуштени, биле со дозвола некако на системот на партијата и така натаму. Награда, можеби немате катедра, можеби немате наука, меѓутоа издувајте се во македонски фолклор. Не само издувајте се, туку е тоа како една... Можеме да видиме како истражувачите од овие дисциплини всушност учествуваат во создавањето на приказните, наративите кои се однесуваат на македонскиот етнички идентитет. Го градат во тој период, тој се, да кажеме дека се гради. Тие приказни се градат. Направи споредба со тогашната Југославија, со етнолозите, антрополозите од тогашната и фолклористите од тогашната Југославија, колку биле во расчекор со западните или западноевропските или американските
етнолози, дали било вообичаено да, нели, да се велича националниот, етничкиот и расниот елемент на оно што го или оние кои што ги истражуваш, посебно доколку си дел од групата за која што не пишуваш. Па тоа е клучната разлика меѓу западната антропологија и нашите тукашни етнологии, зашто го спомнав стереотипот за западната антропологија, дека задолжително до втората половина на 20 век, ако оние кои што се занимаваат со оваа професија, како малтене како обред на инициација било дека треба да избереш задолжително некоја многу далечна, многу во наводници екзотична култура, мала заедница, за која што не знаеш ништо, и дека ќе треба одново да ги учиш сите, да ја учиш културата, да го учиш јазикот, да престојуваш многу долг период со луѓето таму за да го научиш јазикот, да ја научиш практично културата од нула, и ова се сметало како норма во западната антропологија, за разлика од и ова се променило и таму, реков негде втора половина на 20 век, кога почнуваат и таму истражувачите да работат дома. Но таа е главната карактеристика и главната разлика. Ние тука, за разлика од нив, ние почнуваме да работиме дома. Нашата намера е да работиме дома во нашите заедници, кои што ги познаваме некако, јазикот ни е познат, тоа е голема и предност и мана, како да кажем. И заради тоа постои таа опасност да се најдеме во ситуација да зборуваме за заедницата на која што и припаѓаме, како во таа смисла да формулираме некакви романтичарски митови. Да. И дури кога и тие детски болести на науката се надминати на големо, иако не се без своји проблеми, се среќавате со еден, како што велиш ти, парадокс со студентите. Значи, тие етноцентризмот, патриотизмот, дури национализмот на студентите по етнологија и антропологија не може да се искорени или барем да се измазни или исконтролира или не знам да се проблематизира на некој начин со образовниот процес кој очигледно проактивно се труди, пишувате трудови еси и така натаму. Меѓутоа и со работата со студентите и со тоа проактивно се труди да ја коригира ситуацијата. Дали можеш да го посечиш конкретно, ајде не противникот, меѓутоа причината зошто младите генерации се сосема глуви на новите, не на новите, на нови стандард на антропологијата, каде што треба да бидеш објективен кон објектот, субјектот, што и да е, што го... Тоа е дискутабилно колку можеме ние да бидеме објективни, но токму заради тоа, знаејќи го тоа, дека е многу тешко да се постигне таа објективност која што е, да кажеме, ја промовира тој позитивистички пристап во истражувањата, ние не можеме да бидеме објективни како што можат да бидат природните науки, например. Напротив, нашата суштина на нашата работа е многу субјективна, уствари, но би рекла дека ова што спомна пред малку, дека тие детски болести на науката се надминати, за жал во наши околности не се надминати, туку се уште слушаме видни истражувачи од овие области кои што се наоѓаат на високи позиции во институциите во државата, како го промовираат повторно истиот израз го имаме од... Значи не е само до студентите? Не е само до студентите, туку студентите се ставени во таква позиција да живеат во таков контекст, тргнувајќи од основното образование, од тоа што се нуди во учебниците, па понатаму исто голема улога имаше периодот на власта на ВМРО ДПМНЕ од 2006 до 2017 кога или 16 како беше, кога
тоа беше една шизофрена ситуација во таа смисла, кога постојано ги слушавме истите тие изрази. Па дури вие бевте затечени, ако добро се сеќавам и впечаток доколку е правилен во вашата работа, така мислам дека не ви беше баш седно, нели работата не ви беше баш непречена веројатно во начинот на кој што работевте и немаше пречки некакви конкретни, освен што не добивавме пари за проекти, за да реализираме одредени проекти, но се уште правиме многу од проектите од ентузијазам, за среќа. Тоа би рекла дека е така во смисла на практична некоја пречка, но другото е ова што е многу поважно, што генерации млади луѓе се израснати слушајќи го тоа таквите изрази секојдневно, дека нашиот идентитет е во некаква криза. Тоа е исто многу, како да кажем, индикативно за тоа како ние, како маса луѓе во оваа држава се чувствуваат, како да е тој постојано во некаква криза, како да може да биде нападнат, па дури може да биде и уништен. И дека ние треба да го браниме, да го чуваме, да го негуваме и да правиме се тој да обстане. И тоа е една тешка позиција во која што растат младите, а ние пак што сме во некоја средна возраст, да кажам, цело детство и цела младост ја поминавме слушајќи ги тие патетични, да кажам, и не е добро, просто не е здраво. Во смисла на кога политиката тоа го, владата тоа го поддржува и го промовира. Но кога зборуваме за академската заедница, уште попоразително е, мислам, заради тоа што очекуваме дека треба да им бидат веќе јасни како се создаваат тие приказни, кој е проблемот на промовирање на таквите приказни, зошто не треба ние тоа да го правиме како истражувачи. Туку треба да ги истражуваме процесите како тие се создаваат, но не да ги создаваме и да ги поддржуваме. Тој методолошки национализам во истражувањата на општествените и хуманистичките дисциплини кои што се некако врзани со овие прашања за идентитетот е се уште многу присутен, за жал. Мислам дека се мнозинство тие кои што од овие професии кои што размислуваат на тој начин и мене тоа ме вознемирува веќе. Едно од моите прашања беше на тема криза на идентитетот. Сакаш да кажеш дека тоа е илузија и дека е кованица која што не може да биде реалност? Не, ние сме во криза, ама треба да видиме што ја предизвикува таа криза. Зошто ако им ја полниме главата на луѓето дека сме во константна криза и дека сме константна жртва и дека сме постојано нападнати и дека нашиот идентитет е во опасност, тоа воопшто не е лесно за луѓето. Така да се чувствуваш така постојано е малтене налудничево. И не мислам заради тоа дека е здраво за ова општество така да ги поставуваме работите и затоа мислам дека одговорноста на академската заедница е многу голема во оваа смисла. Мора да се коригираат работите, мора да направиме нешто во образованието за да ги надминеме конечно овие болести, но многу тешко. Да, се чини дека не само што не се коректив, туку дека се користат и како инструмент каде што се дава легитимност на некои нели политички и дури националистички тези, приказни, наративи. Лесно е да се помисли дека нашата криза на идентитет е резултат на постјугословенската политичка ситуација, значи тогаш се раѓа со Грција спорот со името, но сега со Бугарија така натаму, но тоа е далеку од почетокот на оваа екзистенцијална криза. Дури се фаќам себе како се изненадувам кога разгледувам слики од
по Facebook групите каде што е од типот на Велес во минатото, каде што луѓе постираат семени фотографии и каде што гледам луѓе во 20-тите, 30-тите години како се облечени, па стојат пред бензинска пумпа, како одат во школа, во мешани паралелки, начинот на кој што се облечени, замисли не се тоа во народни носи со босоноги деца кои што трчкаат, туку една ова предпазливо кажувам е европска средна класа која што сосема нормално функционирала и тоа за мене изненадување. Патувале на екскурзии во Белград, во Романија. Зошто и покрај тоа што имам и баба, сум имала и баба, и дедо, и мајка, и татко, сепак сум го заборавила, воопшто не ми е во никакво сеќавање, не знам за тоа некој минато. Кој го чува или кој треба да го чува клучот на македонското колективно сеќавање со кој ќе им се нуди на генерациите кои доаѓаат. Прво нешто ме чепна сега со 20-тите, 30-тите бензински пумпи, екскурзии, се така европска, бла-бла-бла. Таа имало сигурно, но тоа било сепак малцинство и тоа големо малцинство, зашто до Втора светска војна 80% од населението во Македонија е селско население и заради тоа е важна за нас таа традицијска култура, бидејќи била... Тоа не е исклучива, сакам да... Не, апсолутно не е, да, точно, не е исклучива, но е и мнозинството исто така биле неписмени. На крај не им паѓало да размислуваат луѓето во селата во тој период за кој е нивниот етнички идентитет, туку живееле во многу позатворени заедници, главно фокусирани на семејството, пошироката заедница, селото, регионот и да обезбедат гол опстанок малтене во поголемиот дел од Македонија. А во однос на прашањето кој треба да го чува ова колективно... Како се чува? Како се чува? На Институтот за етнологија и антропологија имаме архив кој што го создаде Љупчо Ристевски и тој е неуморен до ден денес, мислам со таква дури би рекла лудачка амбиција тоа го води и е многу важна работа тоа. Таму ги депонираме сите теренски материјали, транскрипции од интервјуата, правиме збирки на важни личности од оваа област, Ѓорги Здравев, Галаба Паликрушева, сега јас го работам Наум Целаковски. Тоа се многу интересни материјали. Еве сега кај Наум Целаковски, например, гледаш како луѓето работеле во 60-тите, да речеме, години на минатиот век, како пишувал на хартија еден текст, го пишувал неколку пати на хартија со разни забелешки, со фусноти, па лепело дозгора друго парче таму каде што ќе сгрешил хартија за да го и колку е тоа различно до на ние денес што го правиме. И таму има стварно многу интересни моменти. Значи го чуваат тие некои институции кои што се повикани да го некако прва асоциација е дека би го чувале. Но сега кога станува збор за не е само дека ќе го чуваме, туку треба на некој начин да го интерпретираме. Сега тука имаме проблем на кој начин ќе го интерпретираме и конечно тоа треба да биде апсолутно релаксирано од овие идентитетски, етнички моменти, да се фокусираме на поединечни животни приказни, да видиме како луѓето живееле, екзистирале, што им се случувало, како размислувале и така натаму. Ама го чуваме и сите ние со, не знам, албумите, фотографии од баби, дедовци и така натаму. А го оставаме на едните генерации кои може ќе најдат други начини за да го интерпретираат, ќе најдат други моменти значајни
но дефинитивно треба да биде релаксирано од оваа димензија за која што зборевме до сега. Илина Јакимовска исто така професорка на институтот има и подкаст, мислам, каде што користи некои од од материјалите, обични луѓе се вика така, од материјалите од архивот. Така што е една препорака за оние кои што може би ги заинтригира Муаветов. Веројатно и многумина од слушателите веќе го слушна, веќе може би 2 години најмалку стар подкастот. Да, таму има интересни приказни на обични, необични луѓе. И тоа е значајна архива за следните генерации. Значи, во архивата има се содржат теренските материјали на студентите и на научниците кои што одат во главно во Македонија, така. Дали е возможно да се биде антрополог во 21 век, кабинетски антрополог? Значи, дали или сепак е возможна антропологијата целосно положена на теорија, или во време кога светот е толку мал, па дури имаме македонски антрополог кој што во Непал оди, што е некој куриоз. Не би требало, меѓутоа, Марија, заборив како се презива, меѓутоа е куриозитет некој што работи во Непал. Значи, дали е возможно антропологијата да биде сосема изземена од теренската работа? Се е денес возможно, особено во антропологијата, која е многу широко поле и е многу отворено, особено денес. Но јас пак сметам дека дека теренското истражување е исклучително важно, дека мора во текот на нашето воспитување како етнолози и антрополози да го поминеме тој процес, зашто е многу значаен кога ќе го видиш, ќе го чуеш со своји очи, кога ќе се најдеш во ситуацијата, кога ќе треба да се снајдеш во ситуацијата и да ги интерпретираш понатаму податоците до кои си стигнал. Но можно е, јас последното моје истражување беше кабинетско и ги разгледував списанијата на Институт за фолклор, македонски фолклор, седиш во кабинет и имаш еден куп списанија кои што ги читаш и ги етнографија на текстовите кои што се објавувани низ историјата за одредена тема која што те интересира. Така да можно е, се е можно. Некои од големите антрополози, значајни, познати, како што е Клод Леви-Строс, например, тој не сакал многу теренски истражувања, одел секако, но не бил нешто многу воодушевен. Имаше една Ѓурчица Петровиќ од Белград, една госпоја многу интересна, почината е, која дојде на предавање кај нас на Институт за етнологија и таа кажа, а се занимава со традицијска култура, таа кажа дека воопшто не сака да оди на терен. И ги спроведувала теренските истражувања на телефон. Ке отворила именик и барала во тоа село број некој, па ќе се јавила на телефон. Значи, сакам да кажам, да, се е можно. За мене е одлична основа за некој интересен расказ. Фиктивен, ами тоа е интересна слика ми се раѓа за господја со. Многу беше интересна, ептен интересна жена. Еднаш дури завршивте на насловниците во весниците, така ти беше на тоа патување како асистент, како студент. Бевте на терен во Косово, гораните, така гораните ги отидовте на Ѓурѓовдо. Да. Сега од мал мозок ги вадам овие информации. Така е, да. Каде што група на студенти и професори беа уапсени.
Да, не беше така драматично. Ние бевме прибрани во една станица, во едно село, не се сеќавам сега како се викаше селото. Заради тоа што преминавме, ние тоа го правевме со помош на Сдруженијето на горанците во Македонија. И по некои канали поминавме на некој граничен премин полудив. Многу чудно беше во едни планини високи. Воопшто не личеше на граница и граничен премин. Го поминавме се супер, сите ние студенти во едно комбе. Ама после нешто им се вида сомнително веројатно на надлежните, да, и не собра еден ден, културно се си беше фино, не ставија во една соба таму во полициска станица, останавме таму неколку сати дури да се разрешат некои прашања. Ни донесоа бурек, сите јадевме бурек, јогурт ни купија, беше све си беше. Да, направиле по само што бевме така затворени во една соба неколку сати, беше интересно искуство во секој случај, да. Како изгледа за една жена на ајде да не кажам на Балканот, имам тенденција очигледно да се само екзотизирам, да, како мислам дека таа навика од нашето секојдневие имам собрано да се однесувам како македонците или балканците да се надвор од овој свет и да се исклучиви помногу. Само во Македонија може вакво нешто да се случи. Кога е далеко од реалноста. Имаше еден, извини. Кажи. Рајко Муршич, словенечки етнолог антрополог, и тоа го памтам, сега не можам да го цитирам, а можам да го парафразирам, дека се што се случува овде, кај нас дома, истото можете да го најдете на многу различни места ни светот, дека ништо не е, нити уникатно наше, нити автохтоно, исконско или не знам какво, се постои се некаде на друго место во светот. Извини. Да. Меѓутоа е интересно што толку се исчудуваме, посебно кога интернетот ни е достапен. Можеме сосема да се затвориме барем виртуелно, нели, на дигиталниот свет, можеш да се изолираш во некоја заедница која што е сосема исклучена од оваа култура овде. Дури некои дигитални заедници не мора да биде по етнички или национален клуч. Меѓутоа, како жена, како изгледа истражувањето по селата, да речеме, македонските села? Дали има и свои предности, можеби? Интересно е многу истражувањето како жена, ама исто така треба тука другите статуси да ги внесеме во приказната, зашто не е само јас сум жена истражувач и толку, има тука многу други фактори. Во западната антропологија тие како што се прецизни, се трудат да ги анализираат до детали нештата, има прирачници методолошки, например, каде што се вели меѓу другото дека жена истражувач може многу полесно да помине на терен, заради тоа што е, нели, идејата за жената како, не знам, нежна, кршлива, па не знам, можеш да ја играш таа улога, не е опасност за околината и така натаму, па дури до тој степен дека жените се поемотивни од мажите, па можат подобро да слушаат и така натаму. Сега тоа е вака, како да кажеме, секако дека и многу мажи ги имаат истите квалитети или карактеристики. Но има разлика, секако дека има разлика, заради тоа што јас кога почнав со теренските истражувања, почнав како студент, уште од прва година ние имавме многу активни и многу сериозно се спремавме за теренските истражувања. Тогаш дури и државата ни плаќаше одредена сума за да одиме секоја година на терен. Сега тоа не е така и е многу покомплицирано, ама многу се спремавме и многу внимание посветувавме на тоа. И јас кога почнав да се занимавам со ова, со теренски истражувања, бев многу млада, бев студентка, практично 18-19 години, и
Интересно беше тоа што почнав да се занимавам со многу интимни теми, по некоја случајност. Многу... Имам слушнато дури, ке зборуваме за зборувањето многу подоцна, дека си прилично талентирано, дури зачудувачки колку жените сакале да ти се исповедаат за такви некои специфични... Не дека јас сум талентирана, туку има една таква отвореност во селата кај жените особено, а ние имаме сосема поинаква представа дека тоа е некој затворен, конзервативен, повлечен свет во кој што не сме да се поставуваат такви прашања и така натаму, но е сосем спротивно од ова и тоа беше мојот прв културен шок, дека е неверојатно се отворени всушност жените, не дека јас сум талентирана, тоа е просто така, тие информации се... Туку никој не ги прашал. И поинаква идејата за тоа што значи интимност, интимно прашање таму, во тој период јас кога истражував како пак ќе повторам млада студентка, зашто тоа е многу важно. Кога си млад и кога поставуваш отворени директни прашања на луѓето, тие не го доживуваат толку опасно како например сега да се појавам со побелена коса и Нема бела коса. Ке има разлика голема, зашто секој статус си носи своја, како да кажем, толеранција некоја од страна на луѓето за грешките што ги правиш. Можеш да бидеш директен, можеш да бидеш нападен, можеш да инсистираш и се да правиш кога си млад, ама не можеш тоа да го правиш кога си повозрасен. Значи треба да внимаваме на сите овие аспекти од нашиот идентитет кога им пристапуваме на луѓето, но да, генерално тоа е констатацијата дека жените во селските заедници се многу отворени всушност за овие интимни прашања и дека е различна идејата за тоа што е интимно прашање. Например, тука не би се осмелиле да прашаме, да те прашам колкава ти е платата, колкава плата земаш. Тоа го сметаме како некоја непристојно прашање, но таму нема проблем да ти. Работев со една истражувачка од Австрија, и бев негде 27-8 да речеме, на терен во Струшки Дримко. И таа беше неколку години постара од мене, беше верена или не, како се вика тоа, беше во тој процес, имаше партнер со кој што треба да стапи во брак, свршена. Јас не бев ништо од тоа немав, а бев за тие стандарди таму бев веќе не престарена бев, значи без изгледи да се... И сакам да кажам, треба да имаме почитување за тие стандарди кога одиме таму, да ги прифаќаме како... И интересно беше затоа што и во контекст на интимните прашања. Прво нешто што те прашуваат е дали имаш семејство, мајка, татко, брат, сестра, да припаѓаш, да имаш заедница таква. И после те прашуваат и сега мажена си, кога ќе кажеш не сум мажена, е шок, зашто си веќе си ја надминала според нивните критериуми таа граница за стапување во брак. И се оваа стрикава која ќе ја праша ти, прво мене, мажена си не сум, имаш свршеник, немам. И онма е жолта минута, е како нешто, да. И сега ќе почнат нејзе да ја прашуваат, мажена си таа цела среќна, да, сега ќе се мажам. Деца, кога планираш деца? Па ќе почнат да ти бараат евентуално потенцијални таму партнери во околината, па да те спојат со некого и така. А во контекст на овие како да кажам, сериозно интимни теми, како што е сексуалноста, например, сексуалниот живот или обичај при раѓање или озборување, таму се спомнува се и се што се, мене ми беше многу пријатно да работам во селските средини, зашто луѓето се уствари многу отворени по тие прашања. Во литературата, книжевноста постои така наречено, не така наречено, тоа е женско писмо. Дали постои женско писмо, женски поглед во антропологијата?
Дали сега има еден цитат кој што го извадив од женска интимност во теренски истражувања. Во американската антропологија почнува да се обрнува внимание на различните идентитети и статуси на истражувачот и следствено на субјективноста во антрополошката работа уште во 60-тите години на 20-тиот век и генерално за ова просветлување се заслужни припадниците на така наречената феминистичка антропологија. Освен тоа што таквите рефлексивни текстови се интересни за читање, бидејќи во нив често испреплетена интимната димензија на теренското истражување, ваквите приказни исто така фрлаат нова светлина на податоците и на некој чуден начин вака опишаните субјективности помагаат да се добие една пообјективна представа за анализата на авторите. Значи, да го повторам прашањето, во светло на овој цитат, дали постои женско антрополошко писмо? Па тоа било и самата поента на ова област, да кажеме, наречена феминистичка антропологија. Во втората половина на минатиот век се случуваат сериозни поместувања на дисциплината, до толку сериозни што се вели дека таа треба да се распарчи за да почне од почеток. И од тоа распарчување подразбира дека треба прво да раскрстиме со тие позитивистички пристапи во нашите истражувања, дека ние се занимаваме со наука во строга смисла на зборот, дека ние можеме да бидеме објективни, дека нашите истражувања можат да бидат неутрални во вредносна смисла, дека ние не внесуваме ништо од нас како истражувачи, туку дека постои една реалност која ние ја наблюдуваме, ја анализираме и таа е вистинската единствена реалност. И сега во овој период почнува да се проблематизираат тие ставови, дека нема една реалност, туку има многу, дека нема една вистина никако, туку има многу и дека ние сме практично многу субјективни во нашите истражувања. Да, ние сме многу субјективни, а особено овие пак феминистичкиве се насочени кон тоа да го видиме конечно женскиот свет во истражувањата, зашто како што вели една, како се викаше, Жарана Папич, таа вели кога истражувале овие и навистина многу интересно, например во тие учебници за значајните антрополози низ историјата, повеќето се мажи. И сега кога истражувале тие мажи на терен, се сретнувале со сега пак се во наводници старешините на племето или на тие екзотични во наводници заедници и тие ја објаснуваат перспективата на машката перспектива, која што ние ја сваќаме како општо човечка перспектива. Но оваа другата, што е женската, од ние останува далеку негде, не ја земаме предвид и дека конечно треба сега да се посветиме на таа која што е латентна, е поскриена, како да кажам, да. И дека треба да го слушнеме женскиот глас. И навистина е така, зашто, како што реков, тие значајните фаци се повеќето мажи а тоа е особено пак типично кај нас, во нашата, која ја разгледуваме нашата етнологија низ историјата. Дури за овие србите, бугарите што ги спомнавме претходно, што истражувале на почетокот на 20-тиот век тука, тие се фокусирале на ова машка идеална димензија, на идеалниот модел, како би требало да изгледаат нештата. Значи, кога одиме на терен и прашуваме сега како се правеле свадбите во вашето село и тие ќе ни објаснат како се правеле свадбите според идеалите, како би требало да се направат свадбите. Но многу е значено да прашаме како вие сте направиле вашата свадба и тогаш може да ти каже јас сум бегалка, например. И гледаме дека тука има сериозна
парадокс, не дека пропуштаме нешто многу значајно и заради тоа нашите генерации и на моите колеги ние се фокусиравме точно на тоа, да ја идентификуваме таа разлика што постои меѓу идеалите на заедницата, како нештата би требало да бидат и реалната, и да се фокусираме на животните приказни, на преживеаните искуства, додека претходно се сметало дека искуствата, објаснувањата на луѓето, чувствата нивните интерпретации не се важни за нашите истражувања, зашто ние како научници ќе видиме тука, ќе процениме што е значајно. Сега е обратно, сега точно тоа е важно. Нивните интерпретации, нивните чувства, нивните ставови, вредности и така натаму. И тоа е сериозен пресврт, и е многу важен, и е многу вака. Значи тоа е директен придонес на феминистичката антропологија, на женската. Да речеме, ова и тие одат во крајности. И тие исто така одат во крајности. Во западната литература се свашта можеш да прочиташ. Например, дали сега се поставуваат прашања, дали е можно јас со мојот статус, да речеме, како средна класа, бела жена, бла, да истражувам црни жени во Америка. Или дали може јас, која што сум хетеросексуална, да истражувам лесбијки. И се тоа мислам дека оди малку во крајности, заради тоа што целата суштина на антропологијата е да пробаме да се разбереме преку тие граници и дека такви ограничувања мислам дека е не знам, мислам дека е премногу. Има дури еден подкаст кој што го рекламираат, го слушам како ми улетува, кога слушам подкастите кои што ги слушам, па најавата, рекламата улетува, кој што кажува ова е подкаст за нашите црни искуства, црни истории, бидејќи нашите приказни не можат да се раскажат без нас, со нашето отсуство. Веројатно тоа без секако дека не може да се раскажат без нив самите. Мислам, апсолутно е тоа така, ама дека нашите капацитети истражувачки треба да ги ограничиме во таа смисла е некако прерадикално, мислам. Пак е реакција на оно што предходело, каде што тие истории биле и нивните гласови биле секако, замолчувани. И можеби треба да се почека да се изживе тој момент, да во својот глас, во својата моќ, да си се испробаат, па дури во академски, во академски контекст. И може би после тоа ќе дојде некоја. Зашто интересно би било, например, интересно сознание до какви резултати ќе стигне маш истражувач во... Да, ќе има расчекор. Многу е интересно. Ќе има расчекор од мене до тебе, секако дека ќе има расчекор, зашто ние двете сме жени, ама кога ќе одам јас на терен со истите соговорници, во истото место, на истите прашања, тоа зависи од контактот, од спојката што ќе се случи. Јас ќе добијам нешто различни податоци, ти ќе добиеш нешто различни, значи без оглед на двете сме жени, ама ќе добиеме... На идентитетот, не може да се репродуцираат идентични моменти. Зошто женското тело е полемна борба до ден денес? За правата и контролата над женското тело се чини дека има борба слична како за правата над граници, земји, територии. Од каде доаѓа оваа динамика? Ова интимно ми е многу тешко прашање и веројатно ќе се борам во смисла на моите позиции околу ова прашање до крај на живот, не знам. Јас кога помислувам на женските статуси, да речеме во моето семејство, имам поинакви искуства.
двете мои баби ми беа многу значајни во текот на мојот живот, во воспитувањето и многу научив од нив, но беа многу различни. Едната беше селска жена од Струшки Дримкол, од Октиси, доселена во Охрид заради работата на незиниот сопруг. Другата беше една од првите учителки во Прилеп. И без оглед на овие разлики, можам да кажам дека никогаш не ги доживував како помалку значајни од машките членови на семејството или како помалку авторитетни. Беа големи авторитети и столбови на семејството во многу ситуации и заради тоа ми е тешко да од друга страна, секако, постои еден таков темен облак кој што го чувствуваме и сега во однос на различниот третман, особено кога се работи за жените и мислам, не знам од каде доаѓа таа динамика, не можам да кажам, да стварно ми е тешко, но знам дека треба да се работи сериозно на воспитувањето и на младите, на децата, но и на возрастните, на луѓето во оваа смисла. Дефинитивно. Не знам дали статистиките кои се однесуваат на семејно насилство, на фемициди се толку шокантни, затоа што ги има повеќе по медиумите и ние имаме контакт со нив. Или од секогаш постои или сега има некаква кулминација на таа тема, тоа е така. Заради тоа, извини, ние се фокусиравме, пак ќе речам мојата генерација, на тоа потекна од еден текст на Анета Светиева, во која што вели нема црно-бели ситуации на кога ја истражуваме традицијската селска заедница, а кога го кажувам овој термин, мислам на онаа заедница која била типична до средината на 20 век. Особено во тие машко-женски односи. И сега тој облакот, што викам црниот, што го идентификуваме сега како некој патриархат, треба да се земе малку да го релативизираме заради тоа што и повторно има врска со тој идеален и реален модел на однесување. И ние заради тоа се фокусиравме многу на значајните функции на жените во традицијската селска заедница, со што биле многу значајни. Биле одговорни за лечењето во семејството, одговорни за таа да го излечиш детето, внучето, тоа го знаеле само жените. Бајачки биле исто така многу авторитетни жени во заедниците кои што се занимавале со лечење на луѓето. Со стоката повеќе мажите се занимавале, но нема мажи. Со набајање на стоката. Да, тоа повеќе мажите. Ама нема мажи магесници, ама има жени магесници. А во таа околина секоја несреќа што ти се случува се припишува на магија, дека некој направил со намера нешто лошо, смрт, умира стоката, умираат децата, се разболуваат и така натаму. Тоа е задолжително резултат на некаква магија и тоа е огромна моќ. Иако е негативна, е лоша, нели, но е женска моќ. Оваа исто белата, бајачките е исто зашто така на тој начин се лечеле луѓето. Значи биле многу задолжени за плаќање во семејството. Поумрените членови се жените. Задолжени за обредноста во семејството и во заедницата се жените. Тие ги следат, ги организираат, ги знаат како треба да се направат тие работи. Значи имале па се до практични некои моменти. Кај Миленко Филиповиќ, еден српски етнолог кој што истражувал и во Македонија, има примери за жени селски старешини, што е што се интересува или мажот, така беше. Тоа е за семејни
проширени семејства, да речем, кога жената е глава на семејството, особено во печалбарските места каде одат мажите на печалба, па тие се и мажите и жените во смисла на обврски машко-женски што треба да ја подигнеш фамилијата, децата и куќата да просто да така што има многу значајна функција сепак и мислам дека освен на ова сега што е многу важно да ги истакнуваме значајните жени низ нашата историја во книжевноста, во исто толку е важно да ги истакнуваме овие функции на жените на обичните жени, во традицијската селска заедница кои што си има своја традиција и своји функции. И со земјоделството, и со одлуки правеле околу водата, се сеќавам добро. Крадење во рамките на семејството. Таа латентна женски механизми, тие скриени, например во проширено семејство кога живеат неколку браќа со жените и со децата, крадат од заедничките ресурси, ги продаваат и создаваат приватна собственост за собственото семејство. Тоа е многу убава книга на Дуња Рихтман Аугуштин која зборува точно за ова прашање и дека кога живееле во задруги да, тој термин е малку во проширени семејства, да, во големи семејства со кои што бројат многу членови, неколку помали семејства здружени заедно. И тоа било обид за некоја автономност или сепак живееле во склоп на проширеното? Да, живееле, апсолутно живееле во склоп на проширеното семејство, но знаеш како се, тебе ти се најбитни твоите деца и наоѓаш начини како да се снајдеш во таа околина. Дали интимата е женска територија? Во традицијската, она што јас го истражував во селата во Стручки Дримкол, таму постои таа теза дека тоа е женска територија, дека мажите не се снаоѓаат таму најдобро, но секако дека е тоа, како да кажам, стереотип во известна смисла, зашто нели знаеме дека не е баш така едноставно би било баш фино да може така да се подобри. Ваша е, значи ваша интимата. Да. Зборувањето е едно од твоите професионални интереси, теми со кои што се занимаваш. Која е неговата функција? Дали има и други механизми на регулирање, на утврдување и поставување на норми и вредности како срам, засрамување, притисоци, некои видови на, заплашување или булинг е многу модерен концепт, кој би бил традиционалниот пандан на нови механизми. Тогаш кога намерно веројатно некој ќе пушти вест во твоето село дека си ваква или таква и ќе ја ограничи со таа вест и со ширењето на таа вест ќе ја ограничи понатаму твојата реализација како нормален, во наводници, просечен припадник на заедницата. Инаку има многу функции, јас го разгледував од аспект на озборувањето како механизам за социјална контрола, дека тоа ги контролира односите во рамките на заедницата. Ги контролира на многу начини и повторно според стереотипот жените се задолжени за да водат ваква присмотра на околината, соседите, соселаните и така натаму. Тие се заинтересирани што се случува, кој со кого, што направил, што ми кажал, па да се пренесат тие вести. И може да биде апсолутно опасно кога може да има таков резултат, да наштети, исто како денес, но може да има и позитивни функции секако, има и своји позитивни функции, зашто некогаш озборуваме некого
озборуваме некого кој не е присутен, така, на муабетот го озборуваме и во позитивна смисла, викаме и браво, супер, овој каков човек е. Ги зајакнуваме на тој начин вредностите, утврдуваме што е добро, што е лошо и така натаму. И на истиот начин како што кога озборуваме некој кој што ги прекршил нормите, се ова зборувам во секојдневна смисла, не е такви драстични радикални прекршувања, зашто тогаш следува и самото озборување во такви ситуации подразбира и срам и засрамување, но има и некои постапки кои што ги сите сме слушнале за нечесни жени, оние кои што влегуваат во брак, а не се невини, за приказната како ги ставаат на магаре, качени наопаку, па ги носат низ селото и така натаму. Но озборувањето има сериозна функција на контрола на околината и на реализација на поединците во заедницата. И од друг аспект, кога озборуваме некого, особено ако сме, нели, сите го правиме, ако сме се согласуваме кога напаѓаме некого и во лоша смисла, тогаш и нашата врска се зајакнува. Ние викаме дека сме еве сега озборуваме за некој, па се зближуваме, па се согласуваме, па не е убаво, има некоја терапевтска функција да се чувствуваме како и на крај да си кажеме, леле, колку сум јас нормална за разлика од овој што го озборуваме, кој што е има одредена норма прекршена. Да. А како е како фигурира корпоралното казнување? Дали е тоа женски механизам или е механизам кој што се извршува врз жените? Ми текнува на оние застрашувачки примери за доколку откријат чедоморство, па ќе ги прегледаат, нели, градите, доколку дои, па се растргнува или како беше, или тоа се само приказни кои што се кажувале за да ги... Може се, јас, да, мислам дека се, има многу малку податоци. Ова со расчеречувањето беше, мислам, кај Миленко Филиповиќ за Скопска котлина се однесуваше, мислам, не сум сигурна. Како ја расчеречуваат жената што се ископилила, например, на 4 коњи, па ја мислам тоа е како да кажем, не може да тврдиме дека такви сериозни. Не знам, може се случувало, стварно не можам да кажам, може се случувало, но мене ми изгледа како да е прејако. Дидактичко повеќе функција, доколку ти следува. Имам читано за корпоралното казнување за деца, кај кои заедници, посебно по етничка линија, е вообичаена, како и не, меѓутоа како е со жените? Или не ти... во смисла на жртви, на... Дали, доколку... Или јавно? Да, доколку засрамувањето, озборувањето е женски механизам, каде што се регулираат некои норми, дали корпоралното казнување, нешто како што, како пример е филмот Малена ти текнува, каде што ја сечат косата, дали е тоа дел од женските механизми, или тоа е нешто кој што се може би се на... Кој го спроведува, не знам, во смисла практично, но е дел од санкциите на заедницата кои што ги определила како... Да, веројатно повеќе она што денеска се нарекува домашна, како се вика, домашно насилство, веројатно во рамките на семејството и тука се одвива таа динамика. Јавниот простор исто така нешто што многу сакаме да озборуваме. Јавниот простор во Македонија се чини дека е многу креок. Таа кршливост се гледа преку законите кои што прилично строго го контролираат. И тоа е таа некоја идеална наспроти реална ситуација.
преку начинот на кој што јавните гласила се воздржуваат да дискутираат отворено приказни кои во повеќето западни демократии се отворени на погледот на јавноста, со сите недостатоци секако на тој концепт на транспарентност. Се разбира дека доколку се изложат на приказните на луѓето и луѓето и нивните приказни на јавниот поглед, се чини дека се изложуваат на опасност. Од каде доаѓа или може би е наследена ситуација, адаптација, прилагоденост, оваа претирана предпазливост. Дали доколку зборуваме за идеални светови, можно е да најдеме модел во кој што ќе се надмине срамежливост од јавниот поглед и осуда. И ова се пресликува од рецензии, преку било што се однесува на дискутирање на приказните на луѓето во јавниот простор. Има едно разбирање, еден договор, каде што луѓе се обидуваат да се дистанцираат од тие пракси. Ако зборуваме за македонскиот контекст, за нашиот контекст, мислам дека сега веќе има одредена релаксација во тој поглед. Јавни личности зборуваат за травматични искуства, за ментални болести, за обиди за самоубиства, за ги споделуваат нивните искуства во таа смисла и мислам дека се релаксираме во одредена мерка во однос на тоа прашање. Секако и тие приказни се контролирани. Има некаква цел, тие има некаква намера, така може мојата намера да ја подигнам свеста за овој проблем и така натаму, но се контролирани во таа смисла. Инаку кога зборуваме за идеален модел, веројатно прво што ми паѓа на памет е на Херцфелд Културна интимност книгата, тој вика, сега ќе го парафразирам, од прилика дека сите ние градиме блокови околу нас и во исто време се обидуваме да го рушиме блокот на тој до нас и дека тоа е просто таква некоја ситуација. Сите сме изузетно заинтересирани за интимната приказна на тој до нас, ама нашата ќе ја чуваме или ќе ја представиме контролирано според собствените можности, капацитети, идеи, намери и така натаму. И дека тоа е веројатно некоја важна е многу и во нашите истражувања е многу важна таа да се внимава на приватноста на другите, особено на соговорниците, кога кажуваат многу интимни моменти од нивните животи, па треба да внимаваме во одредени ситуации да не го користиш името секако, презимето да бидат анонимни ако посакаат. Има некои што не сакаат да бидат анонимни, но во такви ситуации треба да внимаваш да користиш примери кои што ќе ги преформулираш така за да не може да се идентификува местото, луѓето, зашто може тоа многу лесно да се направи. Значи треба да се внимава и во исто време треба да се работи на тоа да ги нормализираме интимните изјави на луѓето кои што сакаат да ги споделат, да стане просто. Можат интимноста и јавниот простор да бидат во некоја пријателска, да не бидат спротивставени концепти, туку некако да се преклопуваат. Во таа смисла може, вака ако внимаваме, ако сме не можеш никогаш да бидеш прецизно коректен во оваа смисла кон луѓето, така, но сите внимаваме кога одиме на плоштад да купиме цигари во продавница, нема да одиме веројатно во пижами, туку некако ќе пробаме да се спастриме или може и да одиме во пижами, ама тогаш имаме друга некоја намера, како да кажам, имаме намера во однос на тоа како се сакаме да поентираме нешто, на нешто да посочиме. Иако по странските медиуми во коментарите читам често дека тоа е станат некој стандард да се оди во продавници и се појавуваат мајки на
во школа да се ги земат децата по пижами. Ништо страшно, да. И дури им се забранило, нели, црнкињите носат онакви као бонец на, се викаат на англиски, као мрежички на косата, и дека им забраниле да ги носат тие мрежички и пижами кога ги зимат. Стварно, во школа, до толку, да, интересно. Не само тоа, постојано се во вестите приказни каде што има интервенции, да речеме на косата, а тоа доаѓа од едно неразбирање на иако афроамериканците живеат 400-500 години повеќе нели, во некаква си кохабитација таму во САД, сепак има длабоко неразбирање со нивните нели бели или латинкс сограѓани, и случајно ни падна оваа тема во раца, меѓутоа начинот на кој што ја третираат косата. Сега нормално е за да си ја заштитат, за да не им се истутка, си прават плетенчиња или ја виткаат на одредени начини, меѓутоа школите или на факултет, во вести кога завршуваат обично во спортски тимови, забрануваат дредови, насано са дредови, па или твистови, или плетенчиња, бидејќи ги сметаат како израз на мода ексцентрична, кога кај нив се само начин на кој што нивната си ја средуваат косата, да. Така што како се преплетува постојано интимното и јавното. Сега дали во некое пријателство, веројатно е тоа постојан процес. И тоа ме води до мислам дека ти си првиот човек со кој што секогаш ја спремам оваа рубрика, меѓутоа никогаш не моментот не бил доволно добар, не сум почувствувала дека едноставно вајбот не е окей за да преминам во тие прашања ако се спремени, а тоа е деновивени звести се вика. И сега супер си влегавме во таа тема, или конкретно за нешто што беше извести, беше Кейт Мидлтон, односно принцезата Кетрин, која што беше принудена да излезе и да објасни кој е нејзиниот медицински статус. Првично кажа нешто дека има одредени проблеми, дека нема да ги извршува своите обврски вообичаени неколку месеци, меѓутоа почна такав притисок со таква налудничавост, со некои конспирацијски теории, што мораше да излезе, да ја видат и да се исповеда дека има рак, што за мене тоа е насилство. Да, страшно е да мораш да бидеш принуден. И секогаш кога така се однесуваат пред неизе, сега ги закачивме и британската монархија пред неизе, и Диана беше еден таков значаен пример каде што тој е екстремно дзиркање во нејзиниот приватен живот доведе онака прилично директно до нејзината смрт, и повторно ништо не се научило. Луѓето обично велат дека вие сте исклучително привилегирани и тоа ви е во описот на работата, дека ќе бидете дехуманизирани. И тоа е тоа, помирете се со тоа. Дали, не знам што е прашањето, за некој коментар како антрополог, како ти изгледа односот каде што луѓето тотално забораваат дека се работи дека се зборуваат за други луѓе, дека тотално ја укинуваат нивната човечност. Таа ситуација беше греота, навистина беше. Јас многу се нервирав, зашто
покажува една шизофрена глобална ситуација кога секој се дрзнува да коментира нечија состојба без оглед на тоа чија е, дали е јавна, нејавна, ваква, таква личност, мислам застрашувачки. Јас се плашам ова докаде ќе оди таа потреба да знаеш, ајде добро, имаме потреба да знаеме пикантери за јавните личности или за соседите или за било кој, тоа е, рековме, некаква има функција. Просто имаме такви потреби, но ова отиде во навистина застрашувачки. Тие работи што ги слушавме тие денови, тоа беше језиво и налудничево. И не знам во каква средина треба да ги растеме нашите деца, што сега се развиваат, кога и што тие треба да научат од тие ситуации кои ги сведочиме. Некако нема кочници, нема кочници кога некој ќе каже сега ова, тука веќе може не треба ништо да кажам. Може треба да зошто би кажал, мислам, некој човек седнат некаде во некоја фотелја, сега да зошто би кажал такво нешто. Анонимноста, не знам што дава таа сила или тој импулс да направи нешто што некој кој што можеби се смета себе си дека е крајно морален, добар човек, да кога инаку сите ние и особено тие таквите кои што се сметаат за крајно морални и седнати во фотелја со тастатурите во раце, но и сите други луѓе на светот си чуваме по некој скелет, 1, 2, 3, неколку во нашите ормари по дома. И сите ги чуваме, тие се затворени, така ги штитиме, чуваме, не сакаме да ги видат. И сега имаме право апсолутно, и сега во вакви ситуации гледаш дека не пазиме на нашите дома затворени тие скелети, туку ова е како некоја не знам, тотално е налудничево. Немам зборови, стварно сум може би повеќе прашање за психолог. Веројатно, да. Бидејќи е работа на подвоеност, не знам, не пак во границите на повеќе патолошка. Да, апсолутно, масовна едно масовно лудило. Во дигиталната ера се чини дека тие озборувачките заедници стануваат уште поопасни, така. Лажните вести, тоа сите го имаме слушното, дипфейковите, исто така нешто што да ти се крене коса на глава, кога може само да дадеш мал семпл на својот глас и слика и веќе имаш видео кое што звучи и изгледа на тебе, а кажува или прави работи, мислам дека и порно филмови, за среќа најчесто во моментот се користат како зезанци, како е Глеб Обама што кажува. И нешто смешно, такво наивно детинесто, меѓутоа дали знаејќи она што знаеш за традицијата на озборувањето или озборувањето во традицијата, мислиш дека загриженоста за овој вид на не само манипулации, туку овој вид на трендови оправдана одење на некоја... Апсолутно, многу е оправдана, зашто имаме такви ситуации во нашето секојдневие кога воопшто не внимаваат луѓето кога коментираат нечија трагедија, и тоа е, не знам, самоубиства, нечија смрт, самоубиства на јавни личности, па тука се
како секој да има потреба сега да образложи која е причината, па зошто тоа, па како се случило, па ако е несимпатичен во јавноста, па да се истурат секакви гадоти за конкретниот човек, без да мислат дека има луѓе околу, има деца тие луѓе, дека имаат блиски своји, родители и така натаму. И тоа излегува тотално од контрола. И сега скоро по повод смртта на Мирко Попов имаше Звездан Георгиевски една колумна во која што точно го опиша, тоа е неверојатна една злоба, еден олош што се истура буквално во вакви ситуации, кој што е поразителен за нас, за сите нас, и најмногу од се тоа е резултат на елементарно невоспитани луѓе, како да кажем. И заради тоа мора да се обрне внимание на образованието и умската писменост на децата. Тоа треба да го имаат во школа и треба да знаат како треба да се однесуваат во вакви ситуации и кога можат, кога не можат, кога е морално, кога не е морално да кажеш ти просто што мислиш, без да го оставиш тој простор да помине одредено време за да се дојде момент да легнат работите, како да кажа, без да знаеш на крајот на краиштата, без да ја знаеш нечија ситуација, без да ја знаеш нечија приказна. Зашто дури и кога ја знаеш нечија приказна, и тогаш таа не е една приказна, не е само твоја приказна. Сега јас ќе решам да зборам за Ана Чушкова нешто. Тоа не е само твоја приказна. Таа приказна вклучува секогаш многу други луѓе и многу треба да внимаваме на овие ситуации, зашто не знам, мене ужасно многу ме разочарува и мислам дека во вакви моменти сакам да се изолирам некако од оваа околина и дека треба да влијаат на нашето ментално здравје просто. Ова прашање оригинално се однесуваше на Мирко, меѓутоа ја не мислам дека не бев доволно созреана да го поставам. Сакам да кажам дека драго ми е што бранот на љубов и сочувство, кој што беше изненадување, најмногу од се затоа што беше подвргнат на ужасни, мислам, и на нашиот подкаст зборувавме точно за тоа, дека е сосема свесен за троловите кои што го на најлоши, најпогредни начини го насекаде го како кучиња го следа. И мислам дека беше сладкиот, милиот, најљубезниот човек на свете како Тоша, како некој антипод, дека мислам дека немаше да биде поштеден воопшто од онаа кој што беше он подвргнат, и затоа му се воодушевувам што можам да кажам што и покрај сето тоа имаше сила да продолжи со истиот оптимизам, со истата енергија, да продолжи понатаму да работи, да помага на луѓе, значи ти кажав на тебе без воопшто никакво, не бевме никакви пријатели во смисла да се дружиме, никако не бевме врзани на тој начин за он да ми излезе во пресвет мал милион пати и за сајтот, и за подкастот, и за карти, за буквално зашто и да му се обратев секогаш, а се излезе дека стотици, ако не илјадници луѓе има со истите тие приказни. И да, многу ми е жал што првично троловите се чини дека прво, нели како излезе, како се водеше приказната кога не се разбора првично како се одвиваше, меѓутоа драго ми е што се стиша, иако не исчезна.
Језиво. Јас немам социјални мрежи, ама од она што го читам по порталите, имаше на едно место резиме на сите гадоти што и не го познавав човекот, не го познавав. Но е секако, мислам, монструозно, тоа е сериозно насилство, е рамно на физичко насилство, некојаш и таквото психичко насилство може да биде и пострашно. Сериозно треба да обрнеме внимание на овие моменти и да се потрудиме децата да ги воспитуваме да имаат одговорност кога ќе кажат нешто. Не само Мирко Попов. Ситуацијата со овој како се Крсто Муковски, кога почина син му во сообраќајна несреќа. Мислам, тоа беше стварно не е хумано, просто е некоја диагноза е во прашање тука. Не може толкава омраза така да ја истураме да тече јавно. Тоа е некој сериозен тука има проблем на кој што треба да се работи, дефинитивно. Па може би да повторно сраќаме на јавен простор. Сега бидејќи ги зборуваме вестите, Кейтлин Дженер кога излезе од Брус, се представи како Кейтлин Дженер, бидејќи транс жена. Тука не беше толку некоја приказна, меѓутоа во амерички контекст, бидејќи тоа беше познат атлет, беше символ на машкост, на олимпиец и одеднаш жена, меѓутоа приказната толку убаво беше неизменно раскажана, убаво тоа ја представи својата приказна и водеше со, она експлицитно кажа, не можеш да мразиш некого на кого му ја знаеш приказната. Тоа е едноставно невозможно. И затоа може... Така е, точно, да. Дури некогаш кога гледаш како да кажем, отпадничките приказни, најхорор приказните што може да се случат, серијски убици да земеме. Ако ја дознаеш приказната, и таму дури можеш да најдеш некакво разбирање, како да кажем. Има тука некој... Нам ни фали такво сочувство, таква емпатија, таква проекција на себе си во другиот, на сите, на светот, ама кај нас овде, мислам, тоа да има некои размери што се... Джефри Дамер имаше инаку серија и една од критиките беше глорифицират серијски убиец, бидејќи беше филмуван на неговиот живот и кога и луѓето се навија дека сочувствуваат со него. И тоа беше критика како сега позитивно гледаме некој серијски убиец. Меѓутоа можеби тука ми доаѓа прашањето и интересот за јавните простори и за приказните кои што се пласираат во јавните простори, токму заради тоа доколку се внимателно правилно поставени и прикажани, може би некако што автоматски, без размислување би тргнал да се смее или да се смеува или да се сити на смртта на Муковски или кој да е, доколку би во главата би му се изиграла реалноста на ситуацијата, може би барем на неколку моменти или неколку чекори назад би земал и не би се истрчал да го каже. Тоа е во зависност од контекстот на интерпретацијата што ја нудиме за такви ситуации, но јас мислам дека е нешто друго поважно, дека како поединци просто не ми е верно дека може ова да земе вакви размери кога нели смрт може секому да му се случи. Така, на сите тие што коментираат на тој начин, може да им се случи утре, задутре, после се може да им се случи. Се што им се случува на другите луѓе на кои што им се ситиме, може и мене да ми се случи. И тоа треба секогаш да го имаме
на ум. И на ум треба да имаме дека таа приказна што ние ја гледаме во јавноста за одредена личност не е единствената, не е само таа, туку има ти спреплетени многу различни. Да, во приказната со Мирко, дури не верувам, а веќе со него зборувавме на оваа тема, дури мислам дека не е, бидејќи сите ја посочуваат, тој кажа дека сите цркви треба да се запалат и затоа е оправдано. Језиво. За Крсто Муковски за синот вика зашто тој гласаше за промена на името, затоа му умре синот. Мислам, тоа е Не, тоа е за веќе за третман, за лечење, тоа не може така некој да го Таа математика е не можеш, ако го помислиш е проблем, а камоли ако го кажеш и ако го напишеш да стои таму некаде. Тоа е, значи, тој проблем се мултиплицира, не го разбирам како стигнавме до таму. Навистина ми е неверојатно. Па мислам дека треба да се бера малку поголема одговорност на медиумите кои што ги администрираат. Да. Прво вестите кои што ги пласираат, а потоа и самите коментари на кои што одат под секако. Бидејќи тие се мултиплицираат. Така што ќе завршиме на оваа нота. Ти беше загрижена и ми кажа, нема шанси да можам да еден сат да зборувам, меѓутоа сме на 1 сат и 30. Ај, не заебавај. Да, тоа ќе го земам како комплимент во некој смисло, и ете супер, пројде времето се надам. И многу ми е, мислам, бескрвност. Стално го кажам ова, ама секогаш навистина го мислам, многу сум среќна што се видовме, па макар и за... И јас исто, те гушнам. Фала ти што ме видна и драго ми е што те видов. Така се надам да ти бидеш пак на видео варијанта. Така што се мишмин. Со црвен кърмин. Ја да грозам. Важи, нема проблем. Ке смислиме нешто. Ке некој стайлинг. Може ке најмениме некој кој знаеш. Се е можно. Така е.